Понекогаш визура не е само линија на погледот. Многу повеќе, можеби тоа е и насока или патокас на срцето. И токму така некаде пред 10 години нашиот следен гостин со многу посветеност, со многу знаење, со многу професионализам и со многу љубов започна да го чекори својот пат и да го остварува својот сон кој што трае и ден денес во изминативе 10 години. Визура 10 и Бојан Петковски денес со нас во издание на емисијата Неделен магазин. Бојане, добре ни дојде. Добро ве најдов. Сега, по твојот израз на лицето, веќе може да заклучам дека едвај ги сумираш резултатите, емоциите од сето она што се случуваше во прославувањето, одбележувањето на јубилеот 10 години, Визура 10. Што за тебе всушност представуваше и представува Визура 10, еве вака постфестум? Пред да почнеме со снимањето, аз ви реков дека ќе бидам овој пат многу искрен и многу емотивен, затоа што за традицијата и за фолклорот секогаш се зборуваше низ таа призма на љубовта, на емотивноста. Јас овие 10 години го одбегнав тој пат и често говорам низ една остра призма на науката, на професионалноста, но некако оваа Визура 10, овие 10 години некако многу силно допреа до мене и покрај вашата најава дозволете да кажам дека многу се радувам што вие сте еден вид мој хроничар личен и вие и вашиот медиум, затоа што денес после 10 години е многу поедноставно да се стигне на местата на кои што беше многу тешко да се стигне пред 10 години. Именно македонската телевизија, вие лично од самиот старт го следевте мојот уметнички и научен развој и токму затоа сум многу благодарен и многу радосен што после 10 години ќе зборувам во куќата и со вас на кој што бевте од почетокот и верувавте во мојата приказна. Што е Визура 10, пред 10 години во 2015 година е направи својата прва сценска адаптација под насловот Постана не знаејќи каде ќе води тој пат. После 10 години, после реализирани повеќе од 10 проекти, речиси секоја година по еден нов проект, дојдов до овој еден јубилеј од 10 години, но нели јас секогаш гледам да ја одбегнам таа една суопарна страна и наместо да звучи 10 години јубилеј Бојан Петковски, повторно прибегнав на страната на уметноста и сакав на гледачите да го споделам тој јубилеј на еден повторно еден уметнички креативен начин. Кога се создаваат проектите кои што потекнуваат од нашата земја, од Македонија, многу важно за мене да се користат и македонски термини. Нашиот речник е далеку од сиромашен, тој е навистина богат и така истражувајќи дојдов до еден термин кој што во јавниот дискурс многу помалку се користи, тоа е зборот визура, кој што представува една замислена линија од човековото око до предметот на наблюдување. И во суштина Визура 10 ги донесе сите 10 години, односно мојот поглед на традицијата во изминатите 10 години. Твојот поглед на традицијата. Многу често има во јавноста се води полемика. Има дилема. Што е всушност традицијата, културното наследство? Треба ли да остане херметички затворено, елитистички насочено само за одреден круг на професионалци кои што го проучуваат, анализираат, афирмираат и така натаму, или може би да се премине она многу тенка граница, па истото да се сподели на еден современ начин со современата публика и да стане може би, па дури ако сакаш да се поедностави во своите форми за да биде приемчиво за публиката. Арго го употребуваш како еден таинствен јазик кај нашите стари кога сакале да објаснат, сакале да се разберат меѓу себе, а никој да не ги разбере. Колку го разбираме, колку не го разбираме културното наследство.
кон крајот на преходната година, кога ги правев плановите за 2025 година и како ќе делувам, повторно прибегнав на една друга страна на приказната. Прибегнав кон оперската уметност, кон театарската, кон прозата, кон поезијата. И за прв пат креирав еден уметнички триптих, односно една целина од 3 проекти кои што беа ставени во една заедничка целина. Секој сам за себе? Секој сам за себе, ама повторно но да прават една заедничка целина и да се надоврзам на делот дека се водат полемики. Оваа целина токму тоа сакаше и да го иницира, да се развие една огромна дискусија во јавноста. Многу интересно, секогаш за моите проекти се вели не те разбра. Имено тоа и поентата. Не секогаш да бидам разбран, затоа што културното наследство не треба да го ставиме на базична форма каде што туку така ќе го разбереме, ами каде што на вистина ќе треба да се задлабочиме. Кога го креирав уметничкиот триптих, дојдов до еден термин арго, кој што многу одговара на севкупната состојба кога е во прашање Македонија и третирањето на културното наследство во рамките на нашата земја. Арго, како што кажавте, представува таен јазик разбирлив за една мала група на луѓе. Де факто имаме многу културно-уметнички друштва, ансамбли, често се говори за културното наследство и тоа се неспорни факти, но по едно мое долготрајно истражување на база на цела Македонија, видов дека станува збор буквално за една мала затворена група на луѓе кои што го сакаме, го почитуваме и го разработуваме културното наследство. И триптихот беше прашање дали треба да го пробиеме аргото и да културното наследство не остане во еден затворен круг на малкумина кој што го сакаме и го цениме, туку стане достапно за севкупната јавност. Има ли опасности? Кои се придобивките? Кои се добрите, помалку добрите страни кога веќе го пробиваме аргото? Каде всушност завршува аргото, а каде почнува споделувањето на културното наследство? Аргото завршува таму каде што започнува науката, затоа што е многу важно дека ние често говориме денес и во медиумите многу се говори за тоа како културното наследство треба да се користи во форма на 21 век, како туризам, именно и министерството го сосем промени, стави на нова насока, например во туризмот да се користи, но е многу важно дека доколку нешто сакате да го примените, пред се треба да го осознаете. И во суштина првата бариера помеѓу аргото, односно да се проби аргото е во суштина едукацијата. И токму затоа првиот проект Визура 10 беше на едукација за суровата традиција, како некогаш на вистина изгледало културното наследство. И само тогаш кога ќе се едуцираме, веќе можеме да го применуваме културното наследство во рамките на 21 век. Значи ли ова дека можеби со Визура 10 оригинален како што се и секогаш, нели, без лажна скромност, всушност сакаш на некој начин не да го негираш, туку да му дадеш поинаква улога на авторството и можеби да го дистанцираш, односно целото внимание да го посветиш токму на културното наследство и на публиката која што треба да го восприеме тоа. Каде завршува авторството кога станува збор за презентирање на културното наследство во некои негови форми? Одлично прашање, затоа што заедно со вас јас низ годините, со вас медиумите, лично со вас се борам на колку е важна улогата на авторите кога е во прашање културното наследство, затоа што неколку пати сум кажал и ќе бидам повторно директен дека нашата улога е на форма на историчари. Она кое што се случило во минатото, само да го пренесеме денес во сегашноста. Интервенциите во секој случај мора да бидат од аспект на начинот на промовирање, користење на современи технологии, на моменти со кои што стигнуваме до јавноста, но никако на самата суштина. Многу е важно дека Визура 10 не го стави авторот на прво место, туку го стави културното наследство. Авторот беше само една продолжена рака од минатото до сегашноста која што само го пренесе на публиката. И верувајте дека кога така презентирано културното наследство предизвика на вистина силни реакции кај самата публика. Многу ми е драго дека во суштина Визура 10 пред себе сакам да кажам дека беше во Младискиот културен центар. Зошто е тоа важно? Затоа што се продре до еден простор кој што е нетипичен за нас. Мислам, луѓето кои што се занимаваме со културното наследство имаме неколку простори во кои што често се одбиваат нашите проекти, кога ќе видиме какви уметници од различни рангови се профилирале низ
Младинскиот културен центар, ми беше многу драго што проектот овој вид беше таму. Имено кога анализирав посвестум публиката присутна, видов дека имаше многу луѓе од средното уметничко училиште, многу графички дизајнери, многу луѓе кои што се занимаваат со создавање на визуелниот идентитет на нашата земја, и тоа беше во суштини главната порака, да се најдат тие луѓе буквално преку промоцијата на настанот, преходно да се донеса на настанот, да се инспирираат и понатаму кога ќе работат во своите гранки да го користат вистинското културно наследство. И кога сме тука, Малеровата мисла традицијата не е обожување на пепелта, туку разгорување на огнот, е остра провокација од ваша страна. Каде е според тебе Македонија на оваа релација? Дали ја чуваме пепелта или го разгоруваме огнот, или можеби сме го изгубиле и едното и другото? Можеби малку повеќе внимание треба и за едното и за другото? Замислете, овој пат нема да дадам одговор на прашањето, секогаш имам и сега, но во суштина обожување на пепелта тоа беше и поентата, да не донесе одговор, туку само да постави прашање. Цитиравте една мисла која што беше иницијалната каписла за создавање именно на проектот. Сакав да покажам двојствен начин. Многу е важно да се чита и да се осознаваат нови материи, но и да се создаде став на тугиот став. Во суштина, обожување на пепелта беше една, ајде да кажам, лична провокација кон мене да делувам во еден сегмент кој што не сум делувал, тоа е уметничка инсталација, каде што во просторот беше поставен стол, беше поставена пепел и многу интересно се работеше не на светлосна инсталација, која што токму на публиката и го донесе прашањето, како што вели Густав Малер, дали ја обожуваме пепелот, односно само се радуваме на она што се случило, или го разгоруваме огнот. Многу важно, во македонски концепт јас го проблематизирав уште повеќе нештото, да прашам дали воопшто ниту едно од двете го правиме, и токму таа уметничка инсталација која што се надам дека ќе биде дел и од неколку фестивали во периодот кој што следи во Македонија, нема повеќе да ја одгатнеме, токму ќе ја направиме нејзината главна цел, да го постави гледачот во центарот на инсталацијата, да го предизвика да размислува, и само така запрашан гледачот ќе може и самиот да делува во однос на културното наследство. Тоа е овој момент на еуфемизам, каде што всушност присутните, инспирирани или поттикнати, испровоцирани од емоциите, ги анализираше ли, ги наблюдуваше ли присутните, публиката на настанот? Каква е твојата импресија од нивните импресии, од нивните емоции, кога станува збор за твојата визура 10, колку твоја, толку и на публиката низ годиниве наназад, нели, вашата работа всушност се состои во нудење на вашиот поглед, вашата визура на културното наследство, која е преца и ваша професија и ваша љубов. Токму така. Арго, на самиот почеток ќе се навратам, представува три проекти. Разговараме за визура 10, за обожување на пепелот, и вие многу вешто го водите разговорот, како впрочем и да сте учествувале во создавањето на нештото. Доаѓаме до последниот сегмент на уметничкиот триптих Арго, а тоа е проектот Еуфемизам. Еуфемизам повторно доаѓа од еден збор кој што укажува на тоа дека еуфемизам е кога користите збор поблаг за нешто што е многу лошо. И во суштина целата моја работа и целата моја дејност е во суштина користење на уметноста како една форма за укажување на колку денешницата и нашиот однос кон културното наследство лошо влијае на самото културно наследство. Негде ни својот одговор го проткав и моментот за присутните на настанот, кој што доаѓа од различни сфери и струки, и многу беше интересно да се види нивната љубопитност, како не знаеа што се случува во просторот, не им беше јасно од која страна ќе почне перформансот, што е па сега таа пепел на земјата, што се случува овдека, што навистина создаде да потоа добија многу лични пораки, многу пријави токму на последниот настан. Што е еуфемизам? Еуфемизам е одговор на проблемите кои што ги имав јас на почетокот. Именно како млад творец пред 10 години беше многу тешко да се дојде до медиумите, беше многу тешко да се дојде до простор каде што ќе се одбива настанот, до комуникации со останати уметници. После овие 10 години некако последователно дојде до она што мене ми фалеше на почетокот, да дадам шанса на некои млади генерации, иако можеби по возраст јас сум близок на младите генерации, но
тој еден пат и тајна изоденост на нештата ми дозволи да во последниот проект во суштина сите заинтересирани, сите инспирирани од визура 10 обожување на пепелта, преку една пополнување на форма многу едноставно може да се пријават со свое дело и да учествуваат на еден заеднички настан. Зошто заеднички настан? Затоа што индивидуалецот ништо не чини во креирањето на севкупната слика и почнува од индивидуалецот, но никогаш не завршува со индивидуалецот, завршува со колективот кој што би требало да се приклучи на индивидуалецот и повикот веќе не постои, повикот е веќе даден, веќе луѓето се пријавуваат за еуфемизам, каде што пак присутните ќе може да видат како автори од различни уметнички, историски и различни други бранши креираат токму на тоа прашање. Како сегашноста ја уништува традицијата, како лошо влијае врз културното наследство и многу важно да понудиме алтернативи како да не дојде до тоа. Постојат алтернативи? Да, токму така. Постојат алтернативи кои што можеби и целиот работен процес во суштина покажува дека постојат алтернативи, затоа што вие кога работите, веќе сте понудиле одредена алтернатива, затоа што културната стена за презентација на културното наследство воопшто не изгледаше вака пред 10-15 години. Тековите и трендовите дефинитивно се променети и размрдани. Ние мора да кажеме дека сликата е многу подобрена, но јас никогаш не сум задоволен, па токму затоа истражувам конкретно во нови проекти, во нови научно-истражувачки моменти, каде што ќе докажеме само преку работа за културното наследство дека може да има алтернатива како да ги искористиме придобивките од истото. Веќе ми даде и делумно одговор на следното прашање, ако со визура 10 всушност не се заокружуваат. Не се заокружуваат оние изминати 10 години од градењето на твојот сон и одењето по патот на твојата професија и љубов, затоа што тоа всушност само предвидува и навестува развивање на, да кажеме, следните 10 и многу повеќе години. Кој е најголемиот предизвик за тебе? Кога всушност може би си се почувствувал најгордо во овие изминати 10 години и кога може би така, може би си го поставил прашањето, па вреди ли? И зошто? Што би рекле нашите стари? Тоа прашање се поставува пред креирањето на секој нов проект, но не дали вреди од аспект на жртвата што се дава, туку дали вреди од еден историски аспект, дали за 10 за 20 години ќе имаме луѓе кои што ќе речат благодарение на ова денес имаме променета слика. Јас никогаш не ги следам лично нештата, туку ги следам од аспектот на како јас сум се воодушевувал на други дејци во оваа област, на таков еден начин не луѓето да се воодушевуваат, но можеби да ги користат придобивките од она што ние денес го работиме. Сум се запрашал пред креирањето на секој еден проект, а кога сум се почувствувал горд, секогаш кога лик кој што не сум замислил дека никогаш ќе се осврне, воопшто ќе се заврти кон културното наследство, дошол и кажал ова мене ми е интересно, или дури на крајот и да дошол да кажал не ми е интересно, ама ме збуни, за мене секако е еден огромен успех и онака е многу важно. А кога ќе се почувствувам најмногу среќен, ќе излажам дека ако немам спремен одговор, имам во изминатите 10 години подготвен одговор на ова прашање, ќе бидам најсреќен само тогаш кога културното наследство ќе го видиме на истиот ранг со операта, со поезијата, со прозата, само тогаш ќе бидам среќен пред се од сопствениот личен влог во оваа приказна. Знам дека не мируваш, ама тука некаде пред крајот на нашиот разговор, што е следната твоја визура во најскор можен период? Дали може би тоа ќе биде некаков семинар, работилница надвор, далеко од границите на земјава, каде што, како велат старите, многу повеќе ревалоризиран и удостоен надвор во туѓото село под наводници отколку во сопственото. Остава може би помалку горчина, ама знам дека секаде си дочекуван со широко отворени срца, со широко отворени раце и со огромна посетеност на сето она што ти лично и би рекла еден грст твои пријатели, млади луѓе го правите за културното наследство на земјава. Јас ценам да сум поскромен, но од друга страна во текот на следниот месец веќе заминувам на семинар во Германија,
во текот на следната година веќе следат неколку семинари надвор од земјата, но многу важно неколку семинари и во нашата земја, затоа што се повеќе избиструваме таа слика дека не ценат и во нашата татковина, но најскоро на што би сакал да ја поканам публиката е токму на еуфемизам, но на триумфот на уметничкиот триптих Арго, каде што ќе ја затвориме оваа година и веќе од 1 јануари 2026 година јас веќе ќе најавам како ќе се движам во текот на следната година. Одлично. Не очекував ништо помалку. Ти благодарам што денес беше гостин во ова издание на емисијата Неделен магазин со една желба за твој личен и професионален просперитет, да се развива приказната твоја и твојот сон, а се во чест и достоинство на македонското културно наследство. Јас благодарам што сте мој партнер сите овие години. Искрено благодарам. Ти благодарам за убавите зборови. Да се видиме за добро. А, драги пријатели, вие останете понатаму со нас. Тоа беше Бојан Петковски во ова издание на емисијата Неделен магазин.